Ајде, здраво живо на сите. Вака рано са бајлечки психоманија. Не знам тачно колку е сад, си го забрав сад. 8:90 първо, точно. Браво. Добро утро и од мене. И мене ме заеба, како ги заебуеш тешки муабети, така и мене ме заеба, брат. Да не може човек да сокрие ништо, Значи, екипата на Infomax, не сум сега само ја, сега сме цела екипа, цели тројца. Значи, репортер, новинар и снимател. И техничка поддршка. Да, моментално технички ми го поддржува тука, телефонот. Идеме у Охрид, да видиме кој тоа паметен ќе отвара во Охрид Цар Борис Сдружение на граѓани. Да видиме кој све ќе биде у делегација, кој све ќе дојде да го чествува нацистот со работникот на Хитлер, Цар Борис. Тоа е едно типче со бркчиња овака, швапски, кој на времето кога бил Хитлер, овој со оваквите бркчиња тука, овака, правеле договор да ги заштитат бугарските евреи со тоа што македонските евреи и роми, у тоа време цигани, ќе ги транспортираат во Треблинка. Па затоа вчера, например, се случи да има, кој што би рекле на колеги мои, на други медиуми, стасаме на Патарина, да има, демек, поделеност во еврејската заедница, па македонските евреи да негодувале, здраво живо, да негодувале за Цар Борис, а бугарските евреи да се жалеле дека не требало да се негодува за тоа што Цар Борис ги спасил од Треблинка. Така да еве сега по автопатот на Тереза, пошто ја пројдовме ова Патарината, границата, и се движиме во правец на Охрид. Во оваа психоманија Мичо ми е гостин, затоа што у екипа и нормално да си направиме една квалитетна убава емисијичка, а и да имам со кого и муабе да си правим, меѓу другото, додека возам. Мичо, добре ми дојде у емисија Психоманија. Ајде, Боро, добро те најдов. Порачам добро утро и од мене на гледачите. Се заблагодарам за приликата што ми даде да гостувам кај тебе во емисија. Она што јас Боро сакам да го кажам утринава е дека продолжува понижувањето на македонскиот народ, продолжува буквално сврнавењето на се она за кое што се бореле нашите предци, нашите баби, нашите дедовци. Се сквернават и гробовите на оние 7000 евреи кои што со наредба на Цар Борис биле депортирани во, како што кажа, во Треблинка. Не сум сигурен за бројот на роми кои што биле во Македонија депортирани, но знам дека надминува 2000 луѓе. Голем дел од нив никој што се вратиле назад во Македонија, што биле убиени во логорите на смртта. Од ромите никој не се врати. Од ромите никој не се врати. Точно е. Благодарение на Цар Борис, денеска во Македонија имаме негде околу 30 на луѓе кои што се евреи, кои што живеат во Македонија. Значи успел тоа што Хитлер не успел никаде да го направи, дури мислам дека ни во својата Германија, да
нема еврејско малцинство тука во Македонија. Така да јас не можам да го разберам овој момент кој што и овие постапки на бугарите, со оглед на тоа што ова е де факто глорификација на нацизмот. Не е глорификација на нацизмот. Ова е чиста класична провокација. Значи, чиста класична провокација, за да може, например, некои луѓе како мене, сега да отидат таму и да им ги отворат главите како лубеници. И утре ден да се жалат дека тоа било, сега нема, пошто ќе му отворам главата, нема да биде говор, него дејство на омраза. Значи, Ја разбирам корупентата во однос на тоа што гледаш на работи како провокација, но да бидеме реални, ќе беше можеби провокација ако отвореа Гоце Делчев во клуб во Охрид. Но кога ти се одлучуваш да величиш човек кој што бил деклариран нацист, значи да не забораваме дека Бугарија била држава која што не била фашистичка, него била нацистичка, и дека Бугарија ги донела сите оние закони за еугеника, за расизам, за расна чистота, која што ги носела и сама нацистичка Германија. Значи тие буквално го имплементирале нацистичкото законодавство. Средбите на цар Борис не биле со Мусолини, биле со Хитлер директно. Така да не може да го прескокнеме тој момент каде што да говориме за глорификација на нацизмот. Никој мислам дека во Македонија немаше да има проблем ако отвореа во Охрид бугарите Васил Левски. Мислам дека никој немаше да има проблем со тоа, или било кој, не знам, Хан Аспарух, или било која дивна историска личност. Но со цар Борис, навистина секоја фамилија во Македонија која што дала можеби жртва за време на Втората светска војна или имала луѓе кои што се бореле против тогаш нацистичкиот режим. Тоа е навреда. Што велиш ти провокација? Не, ова е класична физичка провокација, значи за физички инцидент. Они не отвараат, ти што викаш, со име Гоце Делчев, од проста причина за тоа што и они се свесни дека Гоце Делчев не е бугарин. Да. И они се свесни дека во Пиринскиот дел градот Гоце Делчев што го носи името на Гоце Делчев, значи тоа не е бугарски град, таму живеат све македонци. Јас, например, во моево 20 годишно искуство, не еднашка, најмалце 6-7 пати имам одено во Пиринскиот дел на Македонија да снимам репортажи и документарни филмови за македонците во Бугарија. Во 90-тите години, за разлика од сега, во Пиринскиот дел на Македонија во Бугарија, во окупираниот дел на Македонија кој што се наоѓа во Бугарија, луѓето си збореа македонски, кога се укина комунизмот и во Југославија и во Бугарија, значи кога пропадна, луѓето се порадува, помислија дека тоа ќе биде конечно обединување на македонците. Но не во иста држава во Бугарија, туку во башка држава. Дека они ќе се вратат во својата држава, во Македонија. Јас така и гледам работи. И сега одеднашка се појавуваат луѓе, како овој, како се викаше, Славе Трифунов? Не Славе Трифунов, овој што на Фейсбук што го објаснуваше во кисела вода што бегаше ко Турчија. Не може да се седам. Славјан, нешто така беше. Па добро, има и овој што е на фондацијата Македонија, не може да се сетам сега да... Абе, овој пред црква што не бегаше, држте ме, ќе ги тепам. Пред гробот на Гоце Делчев? Да. Кој се криеше позади полиција. Не можам да се сетам на името, ама тоа е председател на фондацијата Българска Македонија. Така. Сега, пошто он во неколку навради ми кажа кога ќе сме се виделе не знам што,
Јас верувам дека сега он ќе биде у Охрид. И затоа, овака како екипа, идеме у Охрид, да го снимиме, да видиме што тоа јас треба да го видам, а дечкото многу силен се прави. Бро, јас мислам дека ќе го имаме истото сценарио кој што го имавме на гробот на Гоце Делчев, кој што бугарите бида од нас, како 44-та кога бегале од нашите прадедовци од партизаните. Мислам дека ќе се повтори истото, бидејќи види, знаеш каде е суштината на проблемот? Суштината е што немаме држава која што нас македонците ќе не заштити. Провокации имало секогаш и ги има и секаде, нели, тоа е многу лесно, нели, да налутиш човек, да издермираш човек, да испровоцираш. Тоа е, има луѓе кои што едноставно им се полни душата со такви работи. Но во нормални држави има кој да те заштити, има кој да спречи да не дојде до ваква ситуација. Ќе го споменам пак генералот Чекелов кој што вели, вика ова е направен бугарски, нели, културен клуб за да се запали. И веројатно пак ќе се најде некој како Ламбе кој што ќе го запали, кој што ќе уринира по овој клуб, кој што, не знам, ќе ги искаши прозорите, ќе го симне надпис од цар Борис. Небитно што ќе се случи. И бугарската држава ќе оди и ќе се жали. Ова државата има механизми како многу лесно може да го спречи. Значи, ние до сега од отварањето на клубот Банчо Михајлов во Битола имавме неколку месеци каде што македонската држава можеше да донесе одлука за да забрани одредени имиња кои што ќе глорифицираат нацизам, кои што ќе бидат навредливи за македонците, и тие имиња да ги забрани за употреба во Македонија на било какви невладени организации и здруженија. Тоа не го направија и не го прават со, како да кажам, со оправдување дека тоа Бугарија ќе го разбере како провокација, дека они нас ќе не блокираат на патот кон него, но отварањето на еден ваков дом и негово можно понатамошно палење, уништување, сквернавање и така натаму ќе значи многу полоши односи помеѓу двете држави, многу поголем анимозитет отколку да се спречи. Или секогаш викаат боле спречите него лечите. Сега ние пак се наоѓаме во иста ситуација кај што македонците се оставени буквално самите на себе. Тоа ако има ако гледаме во континуитет 30 години. Македонците цело време не се заштитени од сопствената држава. Јас не знам кого представуваат овие политички партии, овие политичари, ако не ги штитат интересите и добробитот на македонецот. Нема суштина постоење на постоење ниту нашава држава, ниту политичките партии кои што декларативно и наводно ги представуваат македонците. Ако не можете да спречите вакво нешто, ако не можете да ги спречите овие понижувања, им порачувам на политичарите, спакувајте си поручињата и одете си во пензија, затоа што ќе се најде некој млад човек, некој со нови идеи, учен, спремен, нешто на вистина да промени држава. Јас мислам дека Боро, тоа е наједноставното решение за нас во моментот. Алудираш тоа пасив? Не, алудирам на било кој што е спремен да понуди некакво решение за македонецот, за излез од оваа апатија, за излез од оваа, како да кажам, ние сме понижени ме Боро. А кога да човек ќе му го земеш достоинството, од тој човек понатаму што можеш да очекуваш? Не можеш да очекуваш дека нешто ќе направи повеќе, знаеш. Гледам, не можам да не ја споменам она Зајкова што беше од Либерал-демократска партија, од ЛДП, беше во Украина и вика, треба, сега сме во момент, треба да, знаеш, го цитира Кенеди, не е што можем државата да направи за нас, ние што можем да направиме за државата. Како може понижен човек со свитка на кичме нешто да направи? Не, проблемот е во друго, што цел народ прави цело време нешто за државата, а доаѓа една политичка партија, бивша комунистичка, Социјалдемократски сојуз, која што од самото осамостојување на државата до ден денеска функционира у буквална смисла на зборот како
мафија, како организација која што си има за задача да ја уништи, да ја растори, да ја разнебити државата која што се осамостоила од Југославија. Затоа што дури и на времето во почетокот на 90-тите, кога се растуреше Југославија, тие сите беа да бидеме во сојуз со Југославија, не во сојуз, не во склоп на Југославија. Затоа што они тогаш идеа да го слушаат Белград, а денеска одат да го слушаат Брисел. Они без некој да им каже што да прават, они не им текнуе што да прават. Па веројатно истите Боро пред некои 100 години го слушале Софија. Точно. Тоа е врховизм. Тоа ти се овие денеска на пример, јас верувам дека нема да пројде долго време кога сите од СДС ќе носат овдека вака слушалки. Разбираш? За да може да им кажува некој вдиши, издиши. Вдиши и издиши, пошто ако не слушаат, ако не им каже ќе умрат. Нема да дишат. Значи, толку буквално се покажало оно што ми го зборил дедо ми, дека ни една лева партија, ни еден лев политичар не мисли добро за својот народ и својата држава. Значи, не зборам за фракција лева во десна партија или во централистичка партија. Зборам за левичарска партија како што е комунистичката партија. Да беше добар комунизмот, се уште ќе имаше комунистички држави, немаше да биде само Кина и Северна Кореја. Сегде кај што беше комунизмот, пукна како балон. Тоа сигурно не е за тоа што е многу добар. Проста работа. Пример, овие постарата генерација од мене, кои што кажуваат дека у време на Тито било многу добро, затоа што сите со една плата иделе на одмор, тоа ќе му дојде буквално исто како сега во една куќа, децата ги носиш сегдека, на Малдивите ги носиш, на одмор. Ама никој не те прашува од кај ти пари. И ти сега зимаш кредити, се зајмиш од луѓе едно друго. Те пука инфаркт, умираш. Утре ден нивни децата на твоите деца, дали ќе можат у Охри да отидат, не на Малдиви? Ти разбирам. Нема да може да искочат на улица за тоа што нема да имаат пари, пошто мора да ги вратат кредитите кои што ти си ги земал. Така е денеска. Кога умре Тито, кога почнаа да доаѓаат кредитите, сите почнаа да се прават нешто многу паметни и она што викаат старите, многу бабици, килави деца. И така се направија многу бабици и се растури таа Југославија. На мали државички и се создаде повторно она стара наприказна каде што 9 браќа, во овој случај 6 браќа, се разединија и останаа како по едно гранче. Кога се по едно гранче, секој може да ги скрши. Додека беа сите 6 заедно на купче, додека беа обединети, никој не можеше сите 6 да ги скрши денеш. Така и сега. И ако сме разединети, Македонија станува држава со 2 милиона луѓе. Од тие 2 милиона луѓе, 1.800.000, 1.900.000 се македонци и 100.000 се останати. Зборам за малцинство во Македонија. И сега македонците, наместо да се имаат еден свој конкретен став, Македонија пред се, они ги слушаат одроди како Ранко Црвенковски, одроди како Љупчо Георгиевски, како Соран Заев, како Христијан Мицковски, како Таче. Значи луѓе кои што не мислат ништо добро за државата.
времето Бранко Црвенковски зема им ги поклони фирмите на тогашните директори на фирми, остави 200.000 кусур луѓе без леп, без работа и буквално ја доведе државата 97 година на рап на банкрот. Па сакаа да изглумат банкрот со тат, па не им успеа. Па дојде ВМРО ДПМН 98, само што пркна малце народов држава, му направија војна. Поточно му направија да изгледа дека е војна. Затоа што нели беше многу чудно војната во 2001 да се води само во планина кај што не може да се сними. Нападите во Тетово беа на Тетовско кале, повторно само слушаш рафали, не можеш да ги снимиш. Ти гледаш 3-4 онака се шмишкаат низ овакво мистерам. И после тоа се разгоре на 2-3 места војната, конфликтот, каде што буквално на еден начин, баре моје мислење е тоа, дека на тие места се пуштија албанци за да, не знам, за да ги убијат. За да ги нема. За да не им се возврати за жртвата што ја правеле тие луѓе за нивната кауза. На Косово, кај нас за Илиридија, Милиридија. Бро, ќе те прекинам само на кратко. Знаеш што е проблемот? И што мора македонскиот народ да свати да направи? Мора да престане со жадење. Значи сите више знаеме што е и зошто е и како сме стигнати до тука. И сите знаеме како треба. И знаеме што треба да направиме. Значи едно нешто што мораме да го направиме, што е можно поскоро, час поскоро, е да го совладаме стравот. Точно. Значи кај нас владе како народ невиден страв. Јас тоа го кажувам 100 пати ќе го кажам. Кога се мајтапевме со овој Виктор ли како беше на Фондацијава Македонија, председателот Бугаринов. Да. Кога пишувавме вицови, луѓе ми пишуваа на месенџер по порака вицови, зашто им беше страв да ги напишат вицовите тие на Facebook. Можете да замислите дека на македонскиот народ им беше страв да каже виц за бугарите. Значи, окупацијата не започнува кои ќе стасаат тука бугарските војници. Окупацијата на држава започнува во вашите глави. Значи, ние веќе сме окупирани. Зашто? Бидејќи крото, мнозинството на македонскиот народ се плаши. Се плаши да не остане без работа. Се плаши да не го казна. Се плаши да не го однесат во затвор. Се плаши да му направат нешто на фамилијата. Ние со Богу мисли дека си имаме ние работа со, не знам, со киборзи, со марсовци, што ќе ви направат. Него Путин цела Украина и Русија се во војна, па се борат луѓето, си пишуваат, си кажуваат ставови, се тепаат. Ја не можам да го разберам стравот кој што постои тој македонскиот народ и да ве убијат. Тоа е тоа, сите ќе умреме. Не можам да разберам што сте спремни да се откажете, да дадете за да не знам, го имате овој мизерен живот кој што го имате. Имаме сите мизерен живот, зашто? Пошто секој ден некој те понижува, секој ден некој те гази. Јас не можам да ве разберам, луѓе. Од што се плашите? Од превземање на одговорност. И јас мислам дека е тоа. Затоа што никој не сака да превземе одговорност, затоа што тоа е до воспитувањето од дома. Значи од домашното воспитување, тоа нема врска со образование. Тоа е домашно воспитување каде што дома родителите го учеле немој многу да се мешаш, да не сгрешиш, ако сгрешиш ти ќе бидеш кабајт. Не бе, ако сгрешиш ти го поправиш тоа што си го сгрешил. Ќе превземеш одговорноста. Тоа е исто како да паднеш. Кога ќе паднеш, не остануваш да лежиш доле,
станеш, истреси се и продолжуваш понатака. Или ако е такво правилото, се тресеш, се враќаш на почеток и почнеш пак од почеток. Животот е таков. Значи, основната работа е што луѓето треба да почне да превземаат одговорност. Оно што јас го дробам последниве 10 години интензивно е тоа дека јас како србин, како не македонец, во Македонија да превземам одговорност и да покренам револуција, каква и да е. Јас сум србин, утреден во историјата, како овие сега што прават за утреден во историјата, ќе пишува повторно дека Србин ја покренал овакво револуција. И пак ќе биде за некои луѓе ќе биде дека србите ги ослободиле македонците. Како што било претходно србите ги ослободиле македонците, дошле бугарите ги ослободиле македонците. А што правиле македонците? Нема, Боро, знаеш ние што сме цела, мислам, време и како редакција, и како луѓе. Ние сме како канаринци до рудникот. Знаеш, канаринци до рудникот служат за да ги предупредат ударите, као некој вид аларм, дали ќе има истекување некој на газ, дали ќе има некоја опасност, животните го имаат тоа шесто сетило и ги предупредуваат. Ние цело време предупредуваме, цело време трупиме. Значи, сме предупредувале за името дека ќе се смени. Први напишавме во Македонија како редакција дека е договорено договорено да се смени името на самит беше во Црна Гора. И тоа го пишавме името дека Северна ќе биде. Ексклузивно. Значи, ексклузивно. Говоревме за тоа што сте говоревме за опасностите од договорот со Бугарија и се преговараше изминативе 3 години и 4 од кога е подпишан договорот тајно со Бугарија. Цело време известувавме, кажувавме кои се опасностите. Цело време тоа го правиме. Да, и секогаш е крив поштарот. Да. Секогаш ние сме криви. Секогаш ние сме криви. Ајде, ти сега Бугари. Да бе, теорија на заговор. Да бе, теорија на заговор. Најлесно само за да се дискредитира. Да, затоа што они вика тајна која знаат повеќе од двајца не е тајна. Не е тајна. Сега, во Црна Гора беа Заев и Ѓукановиќ, двајца, а ние ја знаевме тајната. И затоа они мислеа дека е тоа. Еден американец, ама Тој не се важи, брат, тој е посматрач, наблюдувач. Сега некој на нас ни кажал. Ама види, не е битно тоа. Зашто го кажам? Народот се освестува, да речам, делумно, некој процент од народот кој ќе се случат работи. Џабе кој ќе се случат. Еве, сега денеска е џабе кој ќе се отвори клубот, џабе те понижите, така? Да. По глорифицирање нацизмот у Охрид, у Македонија, држава која што почива на антифашистички темели. На антифашистичката борба. На НОБ. На НОБ. 11 октомври, кога се чествува почетокот на војната на Втората светска војна во Македонија, од отпорот уствари на Македонија, се случува по напад на бугарски учесток. Не се случува по напад на бугарски администратор. Да, и 4 дена пред еден од најголемите македонски национални празници, ни се случува отварање на Цар Борис. Да. Мене ми е само криво што е денеска, место да си правиме една прослава, разбираш, пошто за мене великан и како цар го поштоем Путин. Денес му е роден ден и место јас да си славам за мојот великан дека пуни 70 години, јас треба да идам да се заебавам со некој си бугарчета тамо за 2 червени. Кој што вика, што прави македонец во Бугарија? Да. Бара пасош. Зашто? Бара пасош да иде во Европа да работи, брат. А што прави бугарин во Македонија? Бара татко, брат. Ами види, Боро, тоа е трагедијата е пак наша. Зашто? Пошто дозволивме од една држава која што пред 20-30 години била 20-30 години позади нас. Да. Дозволивме да не помине,
дозволивме ние како Не, македонци, чекај. Значи, ние не дозволивме да не помине. политичари. Не ми политичарите. Значи, Бугарија во ништо не нема поминато. Еве, да отидеме во Бугарија да снимиш, да видиш дека они се уште возат по калдрма, брат. Говорам пора за економски параметри. И за економски параметри исто така. Не можеш да сметаш дека они имаат некакви економски параметри затоа што влегле во НАТО и во Европска унија. Зошто они влегле во НАТО и во Европска унија? Па и ние да искачавме на море, на Егејско море, на наше море, и ние до сега, знаеш уште од кога ќе бевме у НАТО и у ЕУ, без да менјаваме ништо. Веројатно, да. Добро, еве, да го формулирам малку поинаку. Трагедија е што дозволивме тие луѓе да не оценуваат денес. Трагедија е што дозволивме да не оценуваат и да бидеме зависни и знаеш како? Дозволивме после 100 години повторно за судбината на Македонија да се одлучува во Софија. И ние и нашите политичари не гледаат во очи и не убедуваат дека наша единствена стратешка алтернатива е членството во ЕУ. А нашето членство во ЕУ имало француски предлог, немало француски предлог, имало договор за добрососедство, немало, единствено нашиот пат оди преку Софија. Значи ние сме како држава под целосна контрола на Софија. Да парафразирам, значи сето ова која би се случувало во едно семејство, во една фамилија, и да каже домаќинот на фамилијата дека ќерката нема друго решение освен да се омужи за овој манулач. И сега манулач, онаков никаков, да земе, да ја понижава, да ја плюка, да ја бара од незе да се проституира. Ако не се проституираш, нема да те земам за жена. А девојчево капка. Секој би го земал за жена. А овој, ако Мики зо, разбираш, он бил единствена алтернатива. Башка педар. Значи, тоа е исто као, а Европска унија, например, па, знаеш како би дошло? Идеш у фабрика некоја, у фирма некоја, да бараш работа, разбираш, и таму имаш педер директор и ти каже, за да работиш тука треба да ми дадеш. Или треба да го испушиш. Па ја ќе му го расцепам носот и нема да работам таму. Нема да работам нигде, ама на него носот ќе му го расцепам само за тоа што ми го кажал тоа. Имав пора роднини кои кога се менуваше името на државата, ме убедуваа дека мора да се смени името, за да сите ние млади генерации, млади деца, да живееме подобро. И јас му викам, добро, викам ти, која вероисповед си? Христијанин си, православен? Да. Викам, у турско време пред 300 години да смениле вера, викам, којте, ти ќе си живеел 1000 пати поубаво, немало ни данок да плаќате, ни данок во крв, ни ништо, така? Да, бе. Зашто, викам, не смениле твоите вера? Затоа што има некои работи кои што не се менјаваат. Не само што не се не се на продажба, бе. Нема цена, човековото достоинство нема цена. Тоа е, еве, јас секогаш го давам примерот со мене. Милион луѓе, еве. Милион луѓе ми кажале, така и да зборот милион, дека јас сум бил македонец. Зашто сум се родил во Македонија? Не бе, другари, јас сум србин. Силом прилике сум се родил тука во Македонија и живеам во Македонија. Ама јас сум србин. Да се родев на Северен пол, сигурно немаше да бидам еским. Него исто ќе бев србин. Без разлика што јас се борам за оваа држава исто како да сум македонец, ама се борам за да бидам вулгарен, за да
ја платам киријата што го дишам македонскиот воздух, што ја пијам македонската вода и што го јадам македонскиот леп. Морам кирија да платам. Но јас по национално сум Србин, не можам да бидам македонец. Така и со промена на името, и со промена на верата, и со промена на било што. Не може да ми биде подобро ако немам достоинство. Никако не може да ми биде подобро. Не може да ми биде подобро ако мора да ми е наведната главата. Исто тие што Мичо го убедувале дека за да го смениме името за подобро утре, они викаат дека наведната глава вика сабја не ја сече. Да бе, сабја не ја сече наведната глава, ама ни сонце не ја грее. А ако не ја грее сонце, тиру-риру. Боре, ја ќе најдаме да многу голема замерка од таа наша македонска поговорка, да ги подсетиме луѓето у среден век порано како се екзекутирало. Треба да наведнеш главата за да ти излежат. Треба да се поклониш. Треба да се поклониш, така е. Така да, во суштина, целиот живот е борба. Тоа што нас не учеле како деца и тоа што ги учат генерациите дека нели Дома како не воспитуваат. Да, У школа не учат дома, ништо. затоа го. Значи, како што те воспитуваат дома, нели, не вика учи за да не работиш и така натаму и така натаму. Полесно да поминеш во животот, тој полесен пат има свој данок, има своја цена. А цената ја плаќаме денеска сите, затоа што не сме се бореле со време и затоа што сме молчеле на состаноци во местни комитети, не знам, Точно. во сите органи на партиите, на секој чекор на пазар што сме молчеле во продавница, што сме молчеле кој ќе не прозват. Значи, сега го плаќаме данокот за тоа. Точно. Најголемиот кривец за ваквото однесување на поготово на младите во државата се мојата генерација пред мене и генерација после мене. Затоа што ние ги учевме децата за денеска да биде вака. Ние ги учевме децата да слушај, не се препирај да не те фати на зуб. Ќути си, поубаво ќе пројдеш. Ако видиш дека некој се тепа, тргни се на страна. Кога двајца се тепале, третиот едел ќутек. Да. А на времето, дома, мене татко ми кога ме учел, и да викам, тато, знаеш, ми се собраат двајца и ме тепа. И ти што направи? Па ништо, се сокрив и избегав. И ќутеки од татко ми задам. Зашто сум се сокрил и сум избегал? Сум требал барем едниот да го удрам и да избегам. Мора да се бориш во животот. Не само да се бориш, да го заштитиш достоинството, честа. Така е. Туѓо не бараме, туѓо не сакаме, своје не даваме. Точно. Еве, ова е резултат, значи, знаеш како, цело време овие работи кои што се и извини, ми текна. Исто така на нашите деца им викаме, не се секирај сине, тато тука, че со професорот, со даскалот, сум пријател, Бујко ти е пријател со директорот, така да не се замарај, ќе завршиме работа за оценки. И завршува еден куп деца без знаење. Затоа денеска нема инвентивност, затоа денеска нема храброст, затоа денеска, јас барем така мислам, дека младиве се во буквална смисла зомби. Колку пати со тебе сум се расправал, како ти викав? Вашава генерација сте у буквална смисла, што ќе ви кажат како коњи со глав. Да. Не размислувате, него таму треба да идеш, ти таму идеш. Абе ќе паднеш од дупка, па така ми рекоа. А видовме бе боро со вакцините. Видов нешто. Колку лично се борев со примери, со докази, дека тоа не е вакцина. Ама боро, види ја пак математиката. Колку луѓе во Македонија останаа невакцинирани. Тоа е многу помал процент.
во однос на луѓето кои што изтрчаи, отидоа одма да се вакцинираат. Зошто? Затоа што не знам, едноставно стравот пак си го направи своето. Јас споделив на Infomax Telegram групата еден американски политичар кој што вели, вика, не дека постојат теории на заговор, постојат, вика. И знаете што е, вика, суштината? Суштината е што тие теории на заговор се пракса, и не само што се пракса, туку се 1000 пати пострашни него што вие мислите дека се. Тоа, значи, човековата историја е исполнета со заговори на секој чекор. Од убиството, не знам, на Исус Христос до убиството на Цезар, сето тоа биле заговори. Да. Тоа се заговори и тоа се случувало. Него што ми беше преска кога И тоа и заговори и предавства. И предавства. Зари ти си не брутал. Така е. Што ми беше преска суштината? Ова што ние го зборевме на почетокот на емисијата, луѓето го слушаат на секаде, емисии и подебатни емисии по телевизии и се. Тоа што го слушнаат денеска, што е различно од тоа што го гледаат на другиве телевизии, е тоа што мораме да го најдеме коренот на проблемот, а за мене коренот на проблемот е стравот. Стравот кај македонскиот народ. Моментот кога ќе го поразиме стравот, знаеш, велат, затворот е само човековиот ум. Кога ќе го ослободиме собствениот ум, кога ќе се убедиме самите дека можеме да направиме нешто повеќе, да излеземе од овој зачаран круг во кој што сме 30 години, тој момент веќе ние сме победиле. После е прашање само на методологија и на патот кој што треба да го изодиме, за да бидеме целосно и физички, да речеме, во реалниот свет да бидеме ослободени. Мораме да тргнеме по тој пат, мораме така да ги воспитуваме своите деца и идните генерации, имаме помали браќа, сестри, затоа што не може човек да биде среќен ако не е слободен. Не може едноставно животно кое што ти го држиш затворено цело време дома, давај му и храна и да спие и најубавите играчки се, не може, едноставно не исполнува својата суштина на постоењето. Не можеме да бидеме едноставно среќни. Имаше, гледав еден пред некој ден на КГБ агент кој што избегал по Америка во 70-тите, избегал од тогашниот СССР. И вели, вика, ние веќе во Америка ве победивме. Како, вика? Па ви индоктриниравме неколку генерации дека Америка како држава не е добра, дека она што го прави американската државна политика, американските елити не е во ред, и вика, ние веќе сме ве победиле. Со тоа што така сме ги индоктринирале тие 2-3 генерации во рок од 20 години, да ја мразат собствената држава, вика, ние веќе сме ве победили. После ја вика прашање само на време кога овој систем кој што владее во Америка ќе се распадне. Ние тоа го гледаме денеска. Дали преку Black Lives Matter, дали преку подржувачите на Трамп. Едноставно американската држава, тоа што знаеме од пред 30, 40, 50 години, кај што секоја имало американско знаменце, каде што не знам, почнувале часовите, првиот школски час со заклетва, со интонирање на химната, со патриотизам, со родолюбие. Тоа веќе го нема. Тоа истото направени во Македонија. Нас не се уништени, што велиш ти мојата генерација, кој е виновен, ти велиш твојата. Не и се. Значи тоа е бегање пак од суштината. Проблемот е што мојата генерација е индоктринирана да се ја мрази собствената држава. Да, ама не е индоктринирана од некој од надвор. Да. Индоктринирана е од внатре, од дома, од фамилијата, од семејството, од кукавичлукот на мојата генерација. Затоа што од моја генерација, да не ги набројувам кои све се, 90% се изроди, брат. 90% се изроди. Шекеринска ми е школска, брат. Што друго да ти кажам?
почнат да се подели. Немаме сега. Тоа се картите кои што ни се поделени. Знаеш, јас пред некој ден имав ситуација, бевме на плеска и кај Ковачевски, после лидерската средба со Мицкоски. И ме прашуваат колегите зашто не постави некој прашање за економија. цигарите, брати? Зашто не постави вика некој прашање за економијата? Викам, јас знам што ќе следува. Викам, економски колапс не очекувам. Викам, државата нема пари. Тоа се, пак ќе речем, картите кои што ти се поделени. Тоа е тоа. Добро, вика, зашто толку црни? Вика, не се црни, викам, едноставно резултатите економски и економските текови кои што ги гледам се тие кои што се не гледам во моментов бизнес, едноставно треба сите да се подготват за ударот кој што следува. Така и со нашава ситуација, говорам политички, кога станува спор за националните интереси на државата. Значи ние сме сега во ситуација кај што тие не се картите кои што се поделени и ни останува само да се бориме за нешто да промениме. Од ова полошо може само да биде, така? А за да биде подобро, треба да направиш нешто. Треба да направиш многу. Треба многу да направиш. Затоа што веќе многу сме назад и имаме стварно многу работа за да се оправи. Основна работа, она и вие вчера што го кажавте во емисија, основна работа во македонското општество е потребно да се создаде опозиција. Значи политичка опозиција. Опозиција која што ќе гледа и ќе нуди решенија различни од власта. А не сите да бидат задоволени со некаква власт. Кој мечка што вика сите се на власт. И точно е така. И точно е дека ние добивме Министерство за опозиција. Ама знаеш што би било немногу народот? Министерството за опозиција. Министерството за опозиција, така е, но и политичките капацитети кои што ги има актуелната политичка елита. Никој ќе ги видиш на телевизија. Ама каква бе? Абе дај батали. Чекај малце бе, јас да се борам, Извини. но вие да дојдат на власт. Ама јас стално го се прашувам тоа што го кажувате политичка елита. Која елита бе брат? Која елита? За да биде елита, не значи да биде председател на партија или министер или... Они се по функција елита. Ма какви ни по функција не се елита бе? Тоа е функција брат. Така да И тоа не е елита. Тоа е буквално превара, како Мицкоски што направи превара, да на конгрес делегатите ги бира председателот. Па кој ќе го смени председателот ако он ги бира делегатите? Како ќе тргне партијата напред? Разбираш? Значи тоа не е елита. Не може елита да биде криминал. Некој лопов да кажеш дека он е елитен лопов пошто краде големи работи. Не, добро. А овој не е елитен лопов затоа што бил џепчија. За терминологијата можеме да дискутираме колку сакаш, ама пак ќе ти кажам тоа не е суштината. Еве вие што сега суштествуваат на политичката сцена, не знам како понето да ги објаснам. Злоупотребувачи на функциите. Злоупотребувачи. Како сакаш да речи, овие не ти влеваат Сигурност бе, не ти влева доверба. Ама и они се дел од проблемот и се една од причините зашто македонскиот народ е во оваа патија во која што е. Затоа што ти нели во демократска држава или во овој систем во кој што ние живееме, за да има промени треба да се промени нели власт. Ама кога ќе донесеш ти на власт во оваа Македонија, за кого ќе се бориш? Кога гледаш дека луѓето едноставно немаат никаков капацитет. Јас да бидам искрен, јас не гледам политичар на македонската политичка сцена кој што во моментов може да дојде на власт и да биде подобро за македонскиот народ. Абе брат, нема зашто да гледаш политичар бе. Во демократијата сите луѓе се политичари. Сите членови на политичките партии, значи најобичниот член што зема членска книжка на политичка партија е политичар. Тој сака да се занимава со политика. Затоа што не може во 70-80 илјади членство во политичка партија
јас кажем 100.000 во ВМРО ДПМН, да нема квалитетен човек што ќе води државата напред. Не е нормално. Не е нормално тоа. И сега елита било зашто? Затоа што ова изфрустрирано во говно едноставно не дозволува тој што е квалитетен, што го бива, да искочи на површина. Тоа ти е како тињата у барата. Прави сенка за да не може сонце да продре доле, да не може ова како се викаше да искочи цветот горе од кажи го бе тоа од лотосот. Зашто? Затоа што тињата не може цвет да направи. Ипак кој е крив? Рибите. Рибите. Рибите се криви затоа што не ја јадат тињата, брат. Рибите се криви што не јадат тињата, така е. Ама у нашава ситуација ние сме криви што народот не може да инвестира. Да бе, па ние сме рибите. Работите како што се. А тоа ти викам, ние сме рибите. Ние треба да ја изедеме тињата за да не огрее сонцето. За да продре сонцето доле, за да може да искочат и цветовите убави и листовите убави. Да има каде птиците да застанат. Да ни донесат друга храна. Се е поврзано. Проблемот е што по мене само и единствено да се охрабри секој еден поединечно. Сам човек не може ништо, ама 100 сами луѓе можат. Затоа што веќе не се сами. Веќе стасуваме на стража. И мислам тука да ја завршуваме емисијата, не за друго, треба да јадеме мекици, ама не на стража, него карши. Да собереме малце душа за да може да ги зебаме. Да, меѓу друго. Малце да напуниме. Така да, фала што ме гледавте, фала што ја гледавте Психоманија. Ставете лайк на фан страната на Психоманија. Ставете лайк, subscribe, како се вика тоа. Лайк, share, subscribe. Така. И она звончето што е на YouTube, ставите го за да ви стасува известување кога ќе ги шерувам емисиите на YouTube. Фала уште еднаш што ме гледавте, да е жива и здрава Македонија сега, секогаш и во вечни векови.